кратко да ви обвестувам денешната тема на пресконференцијата, која се однесува на осигурително-брокерската дејност во Република Македонија и активностите кои Асоциацијата на осигурително-брокерски друштва ги превзема за развој на истата. Именно осигурителниот брокер представува посредник на своите клиенти во креирање и создавање на најдобар осигурителен продукт според нивните потреби и се грижи во текот на времетраењето на осигурувањето за заштита на правата на осигурениците и представуваат линк помеѓу осигуреникот и осигурувачот. Токму од овие причини, осигурителните брокери се значајна нишка во процесот на склучување на договори за осигурување и бележат свој развој во претходните неколку години. Во целиот овој процес тие се соочуваат со одредени предизвици кои асоциацијата преку своите активности во соработка со надлежните институции, пред се со Агенцијата за супервизија на осигурувањето, се труди да ги надминат и од тие причини денес со нас ги имаме председателот на Асоциацијата на осигурително-брокерски друштва, господин Златко Михајловски, и председателот на Совет на експерти при Агенцијата за супервизија на осигурување, доктор Климе Поповски, кои ќе дадат подетални информации и податоци за самата дејност во изминатите неколку години. Во таа цел, прв збор му давам на господинот Климе Поповски, повелете. Добар ден, почитувани представници на медиумите. Како што знаете, Агенцијата за супервизија на осигурување представува регулаторно тело, чија надлежност е да врши и супервизија на работењето на сите субјекти на пазарно осигурување, вклучувајќи и осигурителните брокерски друштва. Пазарот за осигурителни производи се карактеризира со несовршени и асиметрични информации како на страната на понудата, така и на страната на побарувачката, како и со значителни трошоци за пребарување да се најде најдобар договор за осигурување. Осигурителните посредници играат клучна улога во развој на осигурителната индустрија, предонесувајќи за ефикасна идентификација на ризиците со кои се соочуваат клиентите, намалување на трошоците за дистрибуција на осигурувањето, како и намалување на несигурноста и симетричните позиции за преговарање. Улогата на осигурителните брокерски друштва, кои што представуваат еден од видовите на посредници, во процесот на посредување од гледна точка на потенцијалните осигуреници е следна: идентификување на ризиците на клиенти, обезбедување на клиентите да донесуваат правилни одлуки во врска со ризиците што сакаат да ги осигураат, дизајнирање на нови иновативни решенија, намалување на трошоците за истражување на пазарот на клиентите, помагање на своите клиенти во процесот на барање за надоместна штети. Исто така, со работењето на осигурителните брокерски друштва има бенефит и самите друштва за осигурување, посебно во нивното олеснување во влез на пазарот на нови друштва за осигурување, а подоцна им обезбедуваат и широка база на клиенти без да се направи дополнителни трошоци за изградба на дистрибутивна мрежа, помош на своите клиенти во административните работи при поднесување на барање за надоместна штети. Согласно со статистичките податоци, најпрво ќе ви дадаме на статистика на ниво на Европска Унија, осигурителните посредници во кои што влегуваат и агентите, и брокерите, банко осигурување како еден нов канал на дистрибуција на осигурување, како и останати канали на продажба, учествуваат со над 50% како канал за продажба на осигурителни продукти во вкупно бруто полисираната премија. Во однос на поделните групи на осигурување, осигурителните посредници се позначени кај осигурувањето на живот со учество во вкупно бруто полисирана премија од 89%, а додека кај неживотното осигурување учествуваат со 77% во вкупно бруто полисираната премија во земјите членки на Европска Унија. При тоа учеството на брокерите во вкупните индиректни канали на продажба во осигурувањето на живот изнесува 75,5%, додека во сегментот на неживотно осигурување посредуваат со 91,5% во структурата на индиректните канали на продажба. Во Република Македонија, посредниците, вклучително и осигурителните брокерски друштва, имаат многу важна улога во посредувањето на осигурителни услуги помеѓу друштвата за осигурување и потенцијалните осигуреници. Заклучно со 31.12.2015 година на осигурителниот пазар на нашата земја активно работат со добијана лиценца за работење од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување 31 осигурително брокерско друштво и при тоа имаме 440 лиценцирани брокери со право да работат како посредници.
Во структурата на каналите на продажба, тука влегуваат и директните и индиректните канали на продажба, најголемо учество во продажбата на полиси за осигурување заземаат продажбата преку осигурителни посредници. И тоа, продажба преку осигурителни брокерски друштва учествува со 24,57% или посредуваат во продажба на осигурителни услуги во износ од над 2 милиарди денари. Продажба преку агенти физички лица со 15,58% или 1,3 милиарди денари, продажба преку друштва за застапување во осигурување со 9,28% и останатите 3,47% отпаѓаат на останатите индиректни канали на продажба. Расчленети по група на осигурување, кај друштвата за осигурување на живот, најзначаен канал на дистрибуција представуваат токму осигурителните брокерски друштва со 56,71%, односно извршиле посредување во износ од 624 милиони денари, додека кај неживотното осигурување, осигурителните брокерски друштва посредувале во износ од 1,41 милиарда денари или скоро 20%. При тоа секоја година се забележува пораст на учеството во посредувањето на осигурителните брокерски друштва. Беше една значајна година за осигурителното брокерски друштва од аспект на зголемување на бројот на запишани осигурителни брокерски компании, како и во зголемување на процентот на застапеност во продажбата на осигурителни продукти и понуди. Значи, по моментот постоја во Република Македонија 31 осигурително брокерско друштво и оваа бројка во нареден период очекуваме дека ќе расте. Во однос на каналите на дистрибуција, согласно статистичните податоци, веќе ги слушнавте од председателот на агенцијата. Осигурително брокерските друштва преку своето действување како представници на клиентите и воедно посредници помеѓу осигурениците и осигурителните компании може многу да допринесат за развој на самата осигурителна дејност. Пред се преку согледување на реалните потреби на осигурениците и нивно обезбедување преку соодветни понуди на осигурителните компании. Осигурителниот пазар во Република Македонија има голем потенцијал и осигурително-брокерските друштва во соработка со осигурителните компании треба да продолжат кон него унапредување. Асоциацијата на осигурително-брокерски друштва при Стопанската комора на Република Македонија во 2015 година активно се залагаше за помагање и развој на самата дејност во соработка со надлежните институции, пред се со Агенцијата за супервизија во осигурување. Предизвици за развој постојат и тоа пред се во делот на поголема едукација на поимот осигурителен брокер, неговото значење, организирање на настани преку кои ќе се обезбеди запознавање на дејноста која што ја вршат. Согласно нашата програма за 2016 година, истата ќе се сконцентрира на организирање на работилници во кои ќе учествуваат представници на осигурителните друштва, Агенцијата за супервизија на осигурување и Националното биро за осигурување. Целта на овие работилници ќе биде на едно место да се соберат сите засегнати страни и заеднички да се пронаоѓаат решенија за предизвиците со кои се соочува осигурителната дејност. Без се во осигурувањето на јавните набавки, каде осигурителните брокери се стручни, квалификувани, лиценцирани и со можно да го оценат ризикот, изготват елаборати и учествуваат во оштетните побарувања. Осигурување на одговорност од дејност, посеви, плодови и слично. Исто така, како дел од активностите на асоциацијата ќе биде и воспоставување на подобра соработка со осигурителните компании преку креирање на договори за кои двете страни ќе обезбедат еднакви права и обврски. Конечно, осигурителните компании треба да понудат атрактивни продукти, пакети достапни за секој осигуреник. Не треба да се заборави дека осигурувањето не представува луксус, туку потреба за сигурна иднина. Еднаш стекнатиот имот тешко се надокнадува, пожари, поплави, природни катастрофи и слично. Е предизвик и обврска на осигурителните брокери, осигурителните компании да на своите клиенти им понудат продукти кои ќе им обезбедат сигурна иднина. Она што е значено за клиентите, односно осигурениците, дека преку користењето на осигурителните посредници брокери, тие колку и да се големи може да засила својата позиција во однос на осигурителот. И на крајот осигурителните пазар има 11 осигурителни компании кои се бават со неживотно осигурување, 4 со животно осигурување. Како да го одберете оптималното осигурително покритие? Користењето на брокерските услуги, тие се бесплатни и не влијаат на висината на премијата. Благодарам.